Иако деновиве се чини дека Европската Унија е пред свршниот чин на проголтување на последните останци од национализмот на стариот континент, овие изгледи се само привид. Европската Унија е под целосно раководство на луѓе со левичарски ментален склоп, односно луѓе кои го прифатиле духот на љубоморниот библиски братоубиец Каин. Историјата укажува дека таквите општества неизбежно пропаѓаат, затоа што покрај другото никој не се грижи за нивниот опстанок. Оние кои се подчинети во таквите системи прават се да ги саботираат. А оние кои се на врвот, поради тоа што се запоседнати со духот на лукавиот, дотолку го мразат Господ, го мразат животот и се мразат себе си, што впрочем посакуваат час поскоро да го уништат светот. Од друга страна, великосрпската идеја денес е пожива и поздрава од било кога, а југоносталгијата не само во Македонија, широко распространета. Од тука, и покрај тоа што сите притисоци за промена на името на Република Македонија, како и за постојани отстапки во прилог на малцинските етнички заедници, посебно на албанците, навидум доаѓаат од Европската Унија, НАТО и Западот воопшто, сепак, јас останувам убеден дека најголемата опасност за македонската држава доаѓа од Србија. Европската Унија е пред распад. Тоа е очигледно од нејзиниот однос кон Македонија во изминатиот подолг период. Фактот што таа не само ги толерира, туку и ги охрабрува прогоните на националистите и антикомунистите, го охрабрува ползувањето на така наречените балкански методи во политичкиот живот, а истовремено прави се да не ги види злосторите на србо-комунистите, укажува дека раководителите на европскиот проект одамна престанале да веруваат во европските вредности. А тоа укажува дека тие, како и македонските интернационалисти, заслепени од своите хедонистички телесни нагони, антихристовски желби за слава и лесен живот и позитивно сатанистички илузии дека тие се богови меѓу простите смртници селани, престанале да веруваат во сопственото право да постојат. Тие сакаат да се нешто друго. Оваа појава најкристално е олицетворена во инсистирањето дека половиот род е социјален конструкт. Дотолку повеќе, таа веќе подолго време применува антидемократски и антиопштествени закони и мерки на своите простори. Тука пред се мислам на распадот на граѓанското општество и воведувањето на дуалистички правни системи во поголем број европски држави. Меѓу овие најистакнат, но далеко од единствен пример е Велика Британија, каде муслиманските новодојденци уживаат дури поголеми привилегии и од оние кои ги уживаат албанците во Македонија. Така наречените забранети зони, каде што им е ограничен пристапот на органите на јавниот ред и мир, односно полицијата, без дозвола на локалниот имам, се секојдневна појава во цела Западна Европа. Гушењето на право на слободно изразување преку така наречените закони против говор на омраза е друг симптом на распадот на демократијата во Европската Унија. Правото на слободно здружување по основа на идеолошка или политичка определба станува се позагрозено со етикетирањето на се што е на десно од Сталин и Мао за фашизам и нацизам. Отстранувањето на христијанската вера од животот на европејците, која е темел на европското општество и извор на повеќето европски вредности, и промоцијата на хомосексуализмот, рекреативното користење на дрога, феминизмот, демолирањето на работната навика, ревизијата на сопствената историја, трансформацијата на науката и екологизмот во вера и слични такви дегенерични појави се директна закана како за духовниот и интелектуалниот опстанок на Европа, така и за физичкиот опстанок на европејската раса. А во прилог на сето тоа, Европа, поранешната колевка на демократијата, одговорното управување со државата и политичката слобода, свесно се преплавува со африкански и азијатски муслимани, како што Македонија за време на турското робство била преплавена со муслимани од Албанија и туѓинци од Србија. Присуството на европско тло на овие туѓинци кои доаѓаат од општества каде што никогаш не се јавила идејата за демократија, за пазарно општество, за лична одговорност, за граѓанско општество, за универзални морални вредности и правни системи, односно за закони кои важат еднакво за сите, веќе се чувствува во Европа. Последните избори во Шведска, например, покажаа дека туѓинците не само што доминираат како избирачки блок, туку и дека тие ги асимилирале шведските левичари во нивниот пристап кон демократијата. Затоа на тие избори видовме запрепастувачко ниво на балкански методи, олицетворени во фалсификати и заплашувања.
Во САД сме сведоци на хајка против председателот Трамп, чиј што образец речиси совршено се совпаѓа со оној на линијата на работа Црни, односно аферата Бугарска амбасада. Секојдневно се сценираат лажни, така наречени криминали од омраза, наменети белото христијанско население, кое е претежно од конзервативна провиненција, да го покажат како расистичко и нетрпеливо. Низ целиот Запад медиумите стануваат отворени противници на народот и на темелните вредности на кои се изградени овие општества. Сето ова е наменето да се деморализира патриотскиот и конзервативен дел од населението. Да тој дојде до заклучок дека самото негово постоење е своевидна чума за човештвото и дека светот ќе биде подобро место доколку го снема. Меѓутоа, најужасната последица на демографската промена која се спроведува на Западот денес, а која е наменета свесно да створи мултиетнички, мултиверски и мултикултурни заедници, е распадот на системот на доверба, кој е основен темел за градење на здрави, стабилни и трајни општества. Сите овие појави кои се новост за Европа и за Западот, се добро познати и одамна вкоренети во Македонија. А Македонија е држава во постојан распад, уште од Турско преку Југославија, што впрочем е и моделот кон кој се стреми актуелната Европска унија. А тоа е затоа што денес во Европа, за прв пат во многу векови, се појавува елита која своите држави ги третира како туѓ посет, како хотелска соба или како рентакар. Тие се чувствуваат не како припадници на народите од кои потекнуваат, туку, како и македонските власти, се сметаат себе си за граѓани на светот и козмополити без корен. Европската унија би можела да опстане само доколку таа и нејзините земји членки се вратат на европските вредности. На личната одговорност, на еднаквоста пред законите, на љубов кон татковината, на доверба кон системот и сограѓаните и над се Европската унија, како и македонците, доколку сака да опстане, мора да му се врати на христијанството. Бидејќи тоа е постапка која ќе мора да потрае подолго време, Европската унија ќе се распадне пред овој процес да заврши. Тоа значи дека перспективата на Македонија во догледно време нема да биде ниту европска, ниту евроатлантска, туку ќе остане коренито балканска. Историски гледано, Западот никогаш немал голем интерес во Македонија. Културно, ние се уште се однесуваме како далечни братучеди на нашите европски сонародници и христијански соверници. Нашиот неуспех да ја смениме западњачката перцепција дека сме отоманизирани полуварвари, ги наведува дури и најконзервативните европејци и американци на нас да гледаат мошне рамнодушно, па дури и сомнително. Геостратешки, Македонија, како сиромашна, ретко населена и општо неразвиена земја без пристап до морето, е мошне безвредна. Политички и општествено таа е преголем проблем за некој туѓинец да си ги троши времето и здравието, знаејќи дека веројатно неговите напори ќе бидат пресретнати со катастрофален неуспех. Од тука, Македонија останува интересна само за локалните играчи. Грција, Турција, Албанија и Србија. Грција е стабилна со незините 51% од македонската територија и доколку би можела, не би ја одбила територијата Преспа Битола Дојран, но тоа не е приоритет. Таа, ако воопшто нешто, повеќе стравува да не го изгуби она што го има. Турција очигледно започнува да сонува за обнова на златното доба на Османовата империја, чишто европски бисер била токму Македонија. Од тука и наводната љубов кон Македонија која во последно време емитира од Анкара. Сега, зарем треба после петвековно робство да ги заборавиме турските зулуми и девастации поради некои неискрени гестови наменети да им пркосат на еврократите. Турските конфедерати на Балканот се прво босанските муслимани, а потоа албанците. И едните и другите, но особено вториве, уживале статус на своевидна аристократија во Македонија по нивното исламизирање и веројатно доколку им се укаже приликата, тие би се сетиле на старите добри времиња кога тие биле уште послободни да си ги исполуваат своите дивјачки нагони врз македонците и би стапиле во сојуз со турците. Албанците се иридентистички елемент и во однос на нивната желба за оформување на голема Албанија. Но и покрај очигледната нивна лукавост и способност да ја придобијат наклоноста на Западот, сметам дека тие недостасуваат некој елементарен квалитет неопходен за да можат да го остварат подвигот кон кој се стремат. Едно е кога некој друг војува за нив, како што беше случајот во 99 година, па до голема мера и во 2001.
или кога тие настапуваат во својство на извршители, заплашувачи, плячкаши, саботери и терористи. Но сосема е друго нешто кога тие треба самите да изградат нешто. Да не заборавиме, албанците биле привилегиран етнос во Македонија за време на турската окупација, но сепак останале голи пиштоли. А територијата со која ефективно управувале, односно Албанија, Косово и Македонија, останал најназадниот дел од Европа. И за време на изминатиот век кога имале своја држава, таа останала на дното на европскиот развој. Повеќе сродна со Авганистан одошто со Австрија. Меѓутоа, тие својата улога на конфедерати, односно петоколонаши, совршено ја играат во Македонија во изминатите неколку децении, а во полза на државата која има најсилно упориште во Македонија – Србија. Со своите непрекинати поплаки дека се обесправени, албанците во копродукција на македонските агенти на великосрпската агенда, како Љубомир Фрчковски и Филип Петровски, ја зацврстуваат перцепцијата дека македонците се шовинисти на кои единствено средство им е силата. Со својот варварски однос кон законите и државата, со својот средновековен непотизам и со својата наклонетост кон криминалните дејствија, тие допринесуваат кон имиџот на Македонија како банана република. А сето ова време, србите преку нивната тајна полиција, народно позната како УДБА, си молчат и тивко ги прогонуваат, замолчуваат, корумпираат, дискредитираат и отстрануваат пропонентите на идејата за независна, обединета македонска држава, за Македонија на македонците. Во сето ова Бугарија игра само трета виолина. Таа од една страна глуми Баба Рога, која само го иритира македонецот со постојаните, но не сосема точни и не сосема искрени изјави на нивните политичари и интелектуалци за делот од историјата кој нашите два народи го споделуваат. Од друга страна, нејзините тајни служби активно соработуваат во интригите на УДБА, наменети да ги оцрнат четирите свети букви. Бугарите се скршен народ кој се чини денес е еднакво маѓепсан со српскиот шунд како и македонците. Благодарение на негативното јавно мислење кое со немала помош од нивна страна се гаи кон нив во Македонија од втората половина на минатиот век па наваму, нивните шанси за придобивање на македонците се еднакви на оние на еврократите. Конечно, јасно е како бел ден дека европедеризмот никогаш нема да го совлада србошовинизмот. Европедеризмот, кој е нова појава, не верува во ништо, па како што веќе реков, ниту во своето право да постои. Но србошовинизмот се гаи од памтивек и тој можеби повремено стивнува како производ на околностите, но никогаш не замира. Србинот верува дека тој е алфа, бог меѓу смртниците, и дека има аманет од неговиот бог на сонцето, во кој се уште се колне, да владее со инфериорните срби со говорна мана, раширени по Балканот и пошироко. Интелектуално, србите се рамни на македонците, бугарите и грците. Тие се супериорни на албанците, а се инфериорни на европејците. Имаат реноме, иако воглавно незаслужено, на солидни војници и во него веруваат. А тоа е она што им недостасува на денешните постмодернистички евробирократи. Дотолку повеќе. Не смееме да заборавиме дека Србија отворено владеела со Македонија 70 години. Ова бил период во кој сите полуги на македонското општество, а особено оние во органите на државната безбедност, биле во рацете на срби доселени во Македонија како колонисти или на добро проверени родоотстапнички кадри. Периодот на комунистичка Југославија е период на најжестокото однароднување на македонскиот народ од своите корени. Период во кој покрај формалното удоволување на македонските барања за сопствена република, сопствен јазик и право на самоопределување како македонци, национализмот и локал патриотизмот биле ревносно прогонувани, а црквата била забранета. Македонците биле насила принудени да ги напуштат своите села и да се населат во градови, а семејството било речиси уништено како производ на феминизмот и кодошењето. Во тој период за првпат се појавува во Македонија култура на прељуба и сексуален либерализам. Од трудолюбив селски народ се прави безделничко градско население кое зависи од државата за својата преживувачка. Впрочем, тоа бил период во кој борбата против македонизмот била завиена во плаштот на борба против непријателите на народот и неговата социјалистичка револуција. Клучно.
Не смееме да заборавиме дека Македонија беше единствената република која од распадот на Југославија излезе без војна. Но границите се менуваат со војна. Ова сугерира дека не дошло до суштинска промена на границите помеѓу Македонија и Србија. Аргументот дека наводната независност на Македонија во периодот кога Белград војуваше со борците за независност во Хрватска и Босна и Херцеговина беше само стратешки потек за оформување на правно лице преку кое Србија ќе може да тргува со светот, одамна и многу пати го имаме елаборирано. Дотолку повеќе. Досиеата од архивите на СДБ и ДБК укажуваат дека прогонот на македонски националисти бил обновен за време на последната деценија на минатиот век, но и дека српските тајни служби биле активни соучесници во процесот. Не само што нивните лојалисти не си заминаа од Македонија со распадот на Југославија, туку дополнителни верници во великосрпската идеја се вратија во Македонија во тој период. Тука мора да истакнам дека сето она што се случува денес на Западот, во смисла на деморализирање на народот, лишување од слободата на изразување и издржување, медиумска и институционална пристрасност против национализмот, одуѓување од црквата и увоз на туѓинци чија цел е да ги подриваат домашните општества, веќе било спроведено во Македонија во изминатите 100 години од страна на србите. Впрочем, целиот овој проект на наводната независност од прв ден беше осуден на пропаст. Токму поради тоа што беше наменет, како на македонците, така и на светот, да им покаже дека идејата за независна македонска држава била само неостварлив детски сон, утопија на некои недораснати, некадарни провинцијалци. Еврократите и великосрбите имаат заеднички интерес во однос на ништењето на македонскиот национализам. И обете странки посакуваат да го истребат со цел да го заменат со нешто друго. Меѓутоа, се чини дека еврократите, барем навидум, немаат еднакво прецизна идеја за тоа со што сакаат да го заменат национализмот на народите кои ги денационализираат. Србите, од друга страна, знаат точно кон каков краен производ се стремат. Од тука, повеќе од очигледно е дека најголемата опасност по македонската државност доаѓа не од Брисел, Вашингтон, Софија, Анкара, Атина или Тирана, туку од Белград. А со својата самодоверба и лажно реноме на силни борци, чија што држава била растурена од Берлин, Ватикан и Вашингтон, србите се во водечка позиција повторно да ја добијат довербата да управуваат со така наречениот Западен Балкан на крајот на сите премрежија кои што следуваат. Земјо македонска, уважавам те. Добра вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во 15-тото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија, во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот верен соговорник Јордан. Добра вечер. Добра вечер. Да почнеме првен со извинување поради нашето веќе ќе се фати двенеделно отсуство од етерот. Тоа е буквално поради технички грешки. Веќе 3 пати снимивме емисија, која што откако ја снимивме ја изгубивме во софтверот. Ние сме аматери и тоа е едноставно една од цените кои што мора да ги платиме за тоа наше аматерство. Темата која што се обидовме да ја разработиме беше говорот на омраза, меѓутоа мислам дека на некој начин ќе допреме до таа тема и овде, па се надевам дека едноставно нема да остане тоа изгубено за секогаш. Денеска, како што веќе уводот најави, ќе зборуваме за вистинската опасност по Македонија и македонската држава. Јас имам една навика да кога се подготвувам за некој потфат, да ја разберам целата ситуација, да научам колку што можам повеќе како за себе, за своите способности, своите квалитети во таа смисла, така и за моите слабости, а исто така и за општата едноставно територија, за теренот на кој што треба да се настапува. И за моите противници. Мислам дека тоа е нешто што драгоцено му фали на македонскиот народ. Таа навика да може да се подготвува за понатамошни потфати.
Тука си управо 100%. Македонците, зборам за политичарите, а и овие сега бидејќи покрај Фејсбук има многу можност да ги видиме луѓето како размислуваат, никој не размислува еден потек понапред. Да. Сите размислуваат од денеска за денеска. Или за вчера. Или за вчера. И затоа ни се случуваат да 28 години тапкаме во место. Додуше се враќаме и чекор наназад, не тапкаме веќе во место. Да, веќе почнува чекорот наназад. Се почнува чекорот наназад но се плашам дека тој чекор нема да биде чекор на наназад на 90 или 91, него ќе биде чекор наназад на 918, 919 Версајските договори или 913 Букурешкиот договор. Букурешкиот договор. Да. И сега јас со мојата една, како да кажам, површна или полу темелна анализа, некако ги разгледав опасностите од каде може да дојдат кон Македонија. Она опасност која што навидуме најголема во моментов е Европската унија. Нели, во име на Европската унија и на НАТО се случија овие промени на името, промени на уставот, се удоволуваат барањата постојано на различните малцински заедници, особено на албанската заедница, и на неинформираниот човек би рекол дека најголема опасност му представува Западот. Да. Тука е проблем што ние секогаш, бидејќи немаме во Македонија независни аналитичари, немаме независни интелектуалци, немаме независни луѓе кои исклучиво ќе се концентрираат да го бараат патот на македонскиот интерес. И затоа воопшто секојаш вината квази аналитичарите и квази интелектуалците вината ни ја посочуваат дека ни доаѓа од надвор. Од Запад. Да. Запад е најголемиот виновник. Ке споменам, ајде подоцна да не. Во ред. Во мојот вовед опишав зошто Европската унија не е опасност, а тоа е поради тоа што Европската унија набргу ќе се распадне. Дали во следните 2-3-5 години, меѓутоа патот по кој е тргната Европската унија е неизбежен. Европската унија денес се обидува да стане некаква нова Османлиска империја или нова Југославија. Или нов СССР. Да. Знаеме како тие држави завршија. Да. И сега, што е всушност она суштинското зошто ќе пропадне Европа? Затоа што таа ги губи европските вредности. Да. А кои се европските вредности? Сега тука мора да ги потенцираме. Зборуваме за христијанство, демократија едно друго. Тоа се меѓусебната доверба и она што овдека е познато како протестантска работна навика. Значи, зборуваме за секако обете работи се вкоренети во христијанството. Да. Во христијанството и секако римско-грчката она цивички менталитет, цивичка навика за добро граѓанство. Што некако ние никако не сме ги прифатиле ниту и покрај тоа што на македонски простори Римската империја била речиси 15 века, за жал тие навики не останале кај нас. Спомнав некои работи во воведот, едноставно дека клучниот проблем за Европската унија е она што самите европјани веќе престануваат да веруваат во своето право да постојат. Европските елити, оние кои што веруваат во глобализмот, во Обединета Европа. А тоа е нешто што ние македонците одамна се соочуваме.
една тешкотија, дали имаме право да постоиме. Еве сега ти гледаше овој Васко Ефтов со генералот Стојанче го гледаш. Па тоа зарем не беше токму расправа по тоа прашање? Да. Дали Стојанче верува во правото македонците да постојат како народ, да имаат своја собствена држава во која што тие ќе можат слободно да се развиваат? Тоа е трагедијата. Јас на еден коментар напишав на Стојанче не е генерал. Не може да биде генерал. Генералот е тој кој се бори за собствениот народ и собствената држава. А не за себе си. А не за себе си. Стојанче за жал се продал многу ефтино. И јас не сум симпатизер на Васко Ефтов, ниту ги гледам неговите многу емисии, бидејќи но денеска Васко Ефтов беше во право. Што е голема реткост. Меѓутоа да, беше во право. И тука Стојанче, читам неговите статуси, се обидува да прикаже дека бил злоупотребен, не знам ова, не знам она, не Стојанче. Никој не може да те злоупотреби ако си бил македонски генерал. Никој, мислам, генерал во смисла на името генерал, кој од прв до последен ден ќе ги брани македонските интереси. Да. Но сум доволно, не сакам да друг пат ако некојаш ни Надета Стојанче ќе збориме за него. Да, Ова беше во во време, да. Принципот ми беше Да, принципот, да, на ум. доволно кажавме за Да. принципот, така да. Принципот е тоа што во Македонија, и тоа е она што проблемот со кој ние сме соочени, што во Македонија, како што веќе имаме полно пати зборувано, има доволно голем број од македонското население, доволно голем процент од македонското население, кое што едноставно не верува во своето право да постои како македонец. Односно, не верува во своето право да постои. Затоа Тоа е човек менуваат кој што нема ставови. борба. Затоа менуваат ставови на 30 секунди. Да. Денес сега зборува едно, за 5 секунди ако веднаш ќе го промени ставот. Да. И многу пати луѓето се прашуваат па зошто нема некои сериозни протести, зошто нема сериозна некој обид да се сруши власт. Нема. Затоа што никој не верува во себе прво. Да. Тој што верува во себе, ќе верува и во друг. Да, па затоа не постои она меѓусебна доверба, не постои. Ке ме извиниш сега, ми дојде еден цитат, што ќе побарам сега да извадам, од историчар Френсис Дворник, не знам сега дали ќе го најдам. Меѓутоа, во суштина тој го опишува периодот на словените, кога словените, односно историјата на словените, од нашата прародина до нашето доаѓање на Балканот и новите држави кои што ги прават се до средновековието. Кога зборува за словените воопшто, меѓутоа мислам дека конкретно зборува за овие словени кои што дошле во Македонија, тоа едноставно дали тие луѓе се чини дека немале некој, едноставно сакале само да си ја работат земјата. Не им било важно кој ќе им биде владетел, зашто тие, ние забораваме дека на Балканот не доаѓаме како словени, како словенска нација. Да. Туку на Балканот доаѓаме како подчинети на аварите, на визиготите, правиме договори со византиците, потоа доаѓаат бугарите. Значи, едноставно тој менталитет е генетски. Да. Кој што одамна многу постои.
Едноставно со такво нешто сме родени сега. Мора да бараме начин тоа да го избиеме од нашиот менталитет. И како да го избиеме, Стојанче, која филозофија ти продава Стојанче? Која филозофија продава Заев? Да. Која филозофија продава Мицковски? Да, продаваат филозофијата дека поразот е победа. Победа. Да. Никој не слави загубени битки. Стојанче не убедува дека тие победиле. Па ако победиле тие, тогаш Ранкомниов договор не е бил на штета на македонците. Да. И сега, ќе спомнеме уште некои од овој распад на европското општество, за да едноставно ги повржеме некои од работите кои се случуваат во Македонија. Темата која што ни беше на расправа во овие епизоди кои што исчезнаа, беше говорот на омраза. Да. И сега, говорот на омраза сега започнува да се шири односно, законите против говор на омраза почнуваат да се шират низ Европа и Западот, меѓутоа тоа е нешто што нам не е познато. Тоа било вербален деликт во време на комунистичка Југославија, а сигурно имало некакви слични такви закони против слободата на говорот за време на кралска Југославија. Цензура на печатот. Тоа е исто така една форма на... Како што рече, закон за цензура. Ови се, да речем, главните работи тука. Сега на Западот се доведуваат туѓинци, азијати, африканци, чија што цел е да го подријат општеството, да ја подријат кохезијата и едноставно со нивните менталитети кои што немаат додирна точка со европскиот менталитет за граѓанско општество, за демократија, за слобода на говор и така натаму, тие полека почнуваат, тие се изговор всушност за овие еврократи, за да почнат да ги сузбиваат слободите на европјаните. Во Македонија тоа е направено прв пат од 17-тиот век на нааму, кога албанците се исламизираат и почнуваат да се населуваат во Македонија и да стануваат своевидна аристократија, која што има право да работи што сака. Како, например, сега што работат овие пакистанците во Британија. Или бегалциве што прават по Шведска. Со забранети зони, со шеријатско право, паралелни судови, едно друго. Меѓутоа, тоа го прават повторно и србите во периодот меѓу двете светски војни. Го прават и грците со размена на население, доселувајќи во Егејска Македонија маđери. Да. Тоа се најуспешните методи за ништење на националниот идентитет на домородното население, бидејќи дел се иселува, дел се доселува. Нови се доселуваат нови и тука настанува еден непрекинати несогласици. Несогласување, бидејќи обично се доселуваат по вера различни. Да. И тука е првиот или по јазик различни. Да. А обично се и двете работи, бидејќи се доведуваат луѓе сосема различни по своето потекло, по своето минато. Еден пример сега така ме подсетити. Во Куманово почнува доселувањето на албанци после 63-та година. Има две населби, енормно големи, диви населби. Едната е, кај се случи инцидентот, дива населба. Таа е на влезот во Куманово. И втората беше зад градскиот стадион. Никој со прст не мрдна да е запрета дивоградба. И тука се доселија 10.000 албанци. Да. И сега, Стојанче, Заев, Хан, сите овие, како да ги кажам, луѓе без никаков став, туку луѓе кои што само ги гледаат некакво свое лично, некој свој личен придобив во светот, сега не убедуваат дека ете па добро албанците се наша судбина. Немаме ние, мораме со нив да живееме, мора да воведуваме
закони за цензура, против говор на омраза, затоа што тоа е единствениот начин на кој што може да се опстане. А никој да каже пак чекај како дошле тие луѓе тука, така може да се заминат. Не треба да заминат. Не мора сега да одиме, не треба да заминат. Да. По светот има еден куп држави, многу малку држави се чисти етнички. Да. Така да, значи проблемот е види што каде е најдоброто решение како е направено. А решението е многу лесно. Почитување на устав и закони. Да. Нема друго решение. Се знае. Тоа се основите на секоја држава која сака да биде држава. Мора да се почитува устав и закон. Граѓански права за сите. Тука нема спорно ништо. Граѓански права. Значи, она што излегува надвор од граѓанските права. Е недозволено во државата. Да, еве сега Македонија е според уставот, барем оној кој што го памтам, сега може би е сменето со овие најнови измени, Македонија е граѓанска држава. Да. Не е национална држава. Значи, граѓанските права, божем, треба сите да ги уживаат исти. Епа не е така, тука е проблемот. Македонија не е граѓанска држава. Македонија од почетокот не беше граѓанска Да, држава. уште кога се донесе уставот, тој беше само форма. Да. Вистинско она што беше на дело, Македонија од старт, бидејќи, јас ќе споменам повторно, имаше, Љубиша Георгиевски покојен, напише една книга 91 година за начинот како СДС ќе владее со Македонија и како ќе го узурпира избирачкото право на македонците. Да. Тој рече дека ќе бидат користени албанците. И Григоров така успеваше да и СДС да владеат. Го наметна тоа правило. И Дупчо, иако не му требаше албанска партија како коалиционен партнер, бидејќи има доволно пратеници, тој да, со Тупурковски, тие мора да прифатат албанска партија за Григоров на еден собир во Струга, уште 93 година. Некој собир на борци му беше, го пренесува телевизијата и уште тогаш тој беа таму, во некој собирот беше Струшко село, некој албанско. И тој, вие сте граѓани, вие сте народ во Македонија на албанците. Пресестална држава не го почитува уставот. И затоа, потоа тоа стана практика, Груевски проложи со таа практика, Заев да дојде сега до власт, прифати се. Затоа неколку полемики се водеа до сега. Повторно се враќаме на она дека едноставно не постои вера во самото наше право да постоиме. Да. Уште еве сега најпласичен пример. Кога се водеа дебатите за независност во 90-та година, 91 година. Па Киро Глигоров, Бранко Црвенковски, Стојан Андов, Никола Клюсев, сите не веруваа во правото Македонија да биде независна држава. Да. И нормално дека тие луѓе ќе немаат проблем да не ги почитуваат законите и уставот. И не ги почитуваат, тоа е проблем. Зошто нема интерес за Македонија во Западот? Јас, еве, кратко ќе прочитам што напишав, а малце на брзина ќе ги продискутираме тие работи. Историски гледано, Западот никогаш немал голем интерес во Македонија. Многу убаво е опишано тоа во Браилсфорд, значи за неколку месеци ќе имате прилика и тоа да го видите. Тука ќе видите дека за големите сили всушност било поважно да се одржи Османлиското царство во живот, со цел да се одржи балансот на сили. И тоа им било поважно од што да ги ослободат нивните христијани браќа. Затоа што? Зошто? Културно ние се однесуваме како далечни братучеди на нашите европейски сонародници и христијански соверници.
Нашиот неуспех да ја смениме западњачката перцепција дека сме отоманизирани полуварвари ги наведува дури и најконзервативните европејци и американци на нас да гледаат мощно рамнодушно па и сомнително. Еве да почнеме историски. 903 се прават Солунските атентати. Да. Ние ги славиме Солунските атентати, а тие всушност се момент кој што многу му штети на македонското ослободително движење. Околу тоа исто време се прави и уште еден еднакво голем циркус. Тоа е киднапирањето на мисионерката Мистон. Два моменти покрај другите кои што му укажуваат на светот дека ова се дивљаци. Бидејќи тие случувања не се директен атак кон Отоманската империја. Да. Тука страдаат. Воопшто тука нема жртви од Отоманската империја. Тоа е проблемот. И тука е да биле тие атентати кон Отоманската империја. Крајната банка во Истанбул. Војни објекти на Отоманската империја. Светот ќе имал сосема друго мислење. Ке разбрал дека тоа е борба против Отоманската империја. Се оправдуваат атентаторите дека сакале да свртат внимание и кин да перот. Да. Јане Сандански. Кој ни е во химната. Да, сакале да свртат внимание на светот кон македонското прашање. Па како ќе свртиш ако убиваш луѓе, граѓани на тие држави од кои очекуваш да ти помогнат. Да. Тоа се случува и се случи 99-та година. Да. Пред 90-та да дојдеме, прво мора да спомнеме политиката на неврзаност на Југославија. Така е. Да. Алијансата на неврзаните. Тоа и самите американци во своите меморандуми си признаваат дека Југославија им пркоси постојано на тој начин. Глумеше неврзаност, но сите земји беа поблиски со Советскиот сојуз. Сите од неврзаните. Немаше ни една прозападно ориентирана, па да кажеш добро, дел беа бидејќи на сите им одговараше комунизмот, на сите тие диктатори кои беа во неврзаните. Немаше ни една демократска држава. Да. Сега, значи Југославија се распаѓа, ние правиме химна во која се споменува Јане Сандански, киднаперот на Мистон, и на никој начин не се дистанцираме од политиката и настаните кои што на Југославија. Да. Се обиде Глигоров да ја води таа политика на неврзаните. Да. Не знам. И всушност таа и се води. Па и се води. И денес си играме на двете страни. За свеќе веќе се угаси неврзаните како движење. Инаку ќе си беше тоа. Да, но нашата политика е постојано таква недефинирана. Нема дефиниција. Сега доаѓаме, значи 99-та година, палењето на амбасадата во Скопје. Повторно порака една до запад дека што нас не интересираше судирот, интервенцијата на дали се во право НАТО пактот или не се во право. Тоа не е наш проблем. Да. Сега... Наместо да го искористиме тој момент, бидејќи НАТО побара да користи територија во Македонија, да користи за прелети, да, нема проблем, ќе ви дадеме се, ама веднаш да бидеме примени во НАТО. Да. И крај тоа ќе беше македонска политика. Да. И тука ќе беше завршено се. Тогаш, бидејќи Грција одби да даде дозвола за минување на трупите на НАТО низ Грција и да прелети, НАТО ќе немаше голем избор, ако и Македонија кажеше не, ќе мораше да ја прими под уставно име Македонија. За да ги добие, немаше да не бомбардира сигурно нас, бидејќи баравме прием во НАТО. Да. Баравме сојузништво. Да. Би барале сојузништво. Да. И тука е тоа што го говориме секојаш. Ние не знаеме да искористиме, не сакаме да искористиме можност. Да. Бидејќи прво основно е ние не сакаме самостојна држава. Не сме сакале самостојна држава. Ни една власт.
сите на велат понекогаш да ние сакаме. Зборувам за од 45-та навака за власта. Оние што биле во Идризово, тие ги оставаме, тие на вистина сакале македонска самостојна држава. И затоа се затворени и прогонувани. Тоа е. И сега, уште еден момент, ова се случува цело време се случува, впрочем. Почнува со тепањата на Битпазар, Да. па потоа имаше гости Вартетово, повторно полициски интервенции И со мртви. и мртви, да. Мртви албанци имаше убиени луѓе. Да. И сето тоа беше кронисано со интервенцијата на Љуботен во 2001 година. Сето тоа, сите тие беа интервенции кои што беа апсолутно непотребни, имаше апсолутна злоупотреба на сила, прекомерна сила, Врз цивили. извештајот врз цивили, врз луѓе кои што нема, Тоа е основната работа. кои што не беа одговорни, кои што и да биле виновни, имаше начин на кој тие луѓе треба се апсат да се носат на инстанци, судски. суд, да докажат дека се виновни, да ги осуди суд во судска постапка. А оно извештајот од Љуботен е едноставно наратив за една позитивно зла случка, Да. каде што намерно оделе да убиваат и да направат што поголема штета на невини луѓе. И на тој начин ние испаѓаме како некои дивљаци. Епа, тука е проблемот, затоа јас неколку пати го споменувам тоа. Европа се обиде да ни даде шанса да исправиме таа греш и да покажеме дека ете, не сме само ние злосторници, македонците, кои векам ние, мислам на македонците. Затоа ги врати хашките случаи во Македонија. Тоа беа случаите на 12 киндапирани македонци, да кои ден денеска не им се знае каде е гробот, ништо не се знае за нив. На малтретираните мавровски работници, на кои на гробовите им се пишувани, режани со нож. Значи станува збор за два различити случаи. Три. Три. И уште еден има, тоа е стражалите собственици на мотелот Брионика и Тетово се врзани за столб на мотелот и се разнесени, бомба е врзана за нив и се разнесени. Тоа се три. Хаг ги враќа во Македонија и нуди на македонското законодавство да го елиминира Али Ахмети од политика и сите од УЧК, бидејќи ќе ги прогласи како тоа, бидејќи Али Ахмети не можел да не знае за тие настани. Не можел да не знае за киндапираните. Не можел да не знае за малтретирањето на и живењето врз работниците на Мауро. Значи, ти вика вака, за да видиме дали сте вие веќе држава, дали може да се справите, ја изгубивте војната, а ве сега ви даваме шанса да ја повратите власта и ингеренциите врз цялата држава, да го анулирате Охридскиот договор преку една судска постапка во која ќе покажете дека албанците направиле тоа и такви злостори врз цивилно население. Врвот на она, на таа УЧК, како се викаш, ќе беше осуден. Македонските власти, бидејќи ако ги покрене судските постапки, ќе дојдат до една работа која и ден денеска не сака никој да ја открие. Кој е вистинскиот предизвикувач на војната 2001 година? Кој? Чии соработници беа Ибар, Стрелец, Мама, Вујко? Дали беа нација? Да, нација. А нација од Белград. Значи не било нација. Не се нација. Тие беа на платен список на КОС. Потоа беа префрлили во БИА, има во нивните досија има службени белешки. Колку пари земале?
Затоа имаше И сега- текстови во фокус и Да. тоа се заташка. Да. Се овие хашките случаи што добија? Добија амнестија. Амнестија, Груевски, големиот македонски херој, кој сега е во Будимпешта, побара ново толкување на законот за амнестија и како што сега се однесуваат пратениците за гласање за се што ќе побара заев, така и тогаш побарање на Груевски, пратениците изгласаа дека ги прифаќаат толкувањето на законот за амнестија и амнестира убици на цивили. Во меѓународно право не може да се даде амнестија на убици на цивили. Тоа е невозможно. Такви дела ниту застарува, ниту може да се амнестира. И сега пак Запад е крив што Да, па нон-стоп се врти таа приказна дека ете Запад е крив затоа што им дале автобуси, ги препратиле автобусите од Рачиново ли беше? да, одрече, ама тука има една работа која сите заборава. Дека Стојанчи баш сега го слушнав. Па не, 2-3 дена, може би 2-3 недели ќе траја тие освојањето на Рачиново. Тие праќаат порака на ОБСЕ, терористите на Учека што се во Рачиново, дека ќе го гранатираат Скопје. И тоа е веќе тие што ги фали Стојанче многу биле специјални специјалци. Дека овона тие не ни влегле во Рачиново. Ги слушав тоа потоа и Пендаровски дека освоиле некои куќи, па ги изгубиле на самиот влез во Рачиново. Значи, не може да трае акција во која луѓе кои се по обрач ќе седат со скрстени раце, а имаат оружје, да дофатиме главниот град. Тие се терористи, тие не се Да, со нив нема етика на војување со нив. Ама еве, Тие не војуваат етички. етички, ама добро, нема жена војуваше етички против Вукова. Да. Така да, значи, мора се одбранат или да. И имало закана, директна закана дека ако до тогаш не ги извлечат со се оружје, не да се предадат, ако не бидат извлечени од тука да се вратат на нивните слободни територии, ќе го гранатираат Скопје. Дали ОПСЕ и НАТО кои били на Косово во Бонстил, ќе прифателе таков ризик, утре да кажат тие од УЧК, да, ние го бомбардиравме Скопје, бидејќи се на НАТО му пративме Абер дека ќе го бомбардираме Скопје ако не извлечат. На кого ќе паднеш одговорноста за стотици или илјадници жртви во Скопје? Дали ќе паднеш на... Не, тогаш уште ќе беа повиновни НАТО и ОПСЕ затоа што не превзеле мерки да го спречат тоа. Затоа што нашите сили спијат. Затоа што идејата била да се срамни со земја Рачиново. Така да се војува. Имало цивили во Рачиново. И Запад, НАТО не смел да дозволи повторно да се направи уште поголем проблем. Бидејќи, ако загинале 1000-2000 цивили во жени, деца во Рачиново, како ќе реагирале албанците во Тетово, Гостиве, како што се тие мнозинство? Да. Што ќе станало? Граѓанска војна која Македонија ќе станала Бејрут. Да. Значи, даде шанса
да се дале шанса да се освои Рачкиново, како што дале шанса да се уништат првите терористи во Танушевци, кога бил Борис Трајковски кај Буш постариот. И тој му дал одврзени раце да го уништи, да го среди Танушевци. Како што Буш. А? Како младиот Буш. Постариот Буш е тогаш председател уште 2001. Борис Трајковски, Да. младиот Буш. Клинтон е бил 98. 2001. 2001 е младиот Буш. Младиот Буш, добро, јас сега ќе ми простат. Да. Дојдево јас, сепак малку сум Да. во години така. Да. За мене Буш е Буш. Да. И доаѓа во Македонија неговите советници, Фрчковски, Никола Димитров, секашниот министар за надворешни работи, Поповски, Благој Поповски. Владо Владо Поповски, Поповски, да. Колегата на Фрчковски. Пандовски, сега, Пендаровски, тоа му се советници. И ти му викат да не го прави тоа. И сега кој е виновен? Кај лежи вината? Да. Тоа е она што колку пати го имаме изречено, го имаме напишано и постојано се игнорира овој факт. Зошто? Затоа што на никого не му одговара да го чуе. И уште една битна работа, пак ќе се вратам заради Стојанче ова. Да. Стојанче, Баско го прашува многу убаво. Со кого си во коалиција сега? Бидејќи 2001 година СДС водеше пропагандна војна дека војната, таа побуната на терористите не е опасно за Македонија. Тоа е војна на Љупчо кој се води. Љупчо ја измисли војната за да се ги покрие, да ги покрие криминалите. Не треба да војувате за Љупчо. Не треба да одите да се пријувате на мобилизација. А нели имаш и гласина дека всушност ова е сега војна со која што треба Македонија да се подели меѓу Бугарија и Албанија. Да, Имаше и тоа исто беше уште една приказна. Да. Така да и сега Стојанче како генерал, кој тогаш не бил генерал, бил заменик командант, со неговите непријатели, луѓе кои допринеле да биде тешко ранет. Луѓе кои допринеле да има 80 загинати македонци и кој знае колку ранети инвалиди. Сега со нив е во коалиција. И ги поддржува. Која е коалицијата сега? Па сега кај Со Заев со Заев, да. и со Дуј. Со Дуј. Завршивме. Завршим. Окей. Готово. Тука Да одиме кон следната точка, претендентите. Односно, кои сега, зашто викаме Западот нема интерес во Македонија, културно ние правиме се да останеме што не по западни. Геостратешки Македонија е неинтересна за Европа. Тоа значи дека и велам политички и општествено таа е преголем проблем за некој туѓинец да се занимава со неја. така. Значи останува дека Македонија повторно останува интересна сфера само на балканските народи. Да појдеме први најде, бидејќи од време на време се појавува на карта, има две всушност карти, едната е половина Западна Македонија во Албанија, Источна Македонија во Бугарија, а другата е она старата карта, наводно што беше Мицотакис му ја беше предлагал на Милошевиќ или обратно беше Милошевиќ на Мицотакис. Јужниот дел ќе дојде под рачјето Преспа, Битола, Дојран, оди во Грција, некои источни предели малку во Бугарија, Србија, Албанија добива по нешто. Па тоа беше оној кога Желјев одби да учествува во тие преговори. Да. И председател на Романија исто така одби да учествува. И тоа е сега Грција. Грција има ли територијални претензии кон македонска територија? Види да не се шетаме многу да скрати по керамиди. Грција има дел од Македонија. Да. И таа си го тој дел го заштити веќе со Преспанскиот договор веќе нема теорија. По на север мислам дека
И Бугарија истиот проблем ќе го има, кога ќе дојдеме до Бугарија ќе го Види, проучиме тоа. овдека Вардарскиот дел, Да. ја реков затоа да скратиме. Вардарскиот дел припаѓа на Србија. Да. Тоа е и договорот кој си го почитуваат меѓу себе Бугарија, Србија и Грција. Да. И тие не сакаат, бидејќи воделе војни за тоа, сега веќе се освести дека не треба повторно да влегуваат во војна да доподелат Македонија. Да. Да го доподелат, бидејќи можеби некој сигурно ќе изгуби дел што го има. Да. Пака викаат веќе толку години обстои овој договор, нема потреба да го менуваме. Да. И другата работа е едно е војната, што е сама по себе проблематична, меѓутоа едно е кој ќе ја добие војната, друго е кој ќе го добие мирот. Самиот мир е тежок да се одржи. Србите, сите тоа добро го знаат, меѓутоа србите е најмногу, бидејќи ВМРО било најактивно на територијата на Вардарска Македонија во период меѓу двете светски војни. Едноставно да имаш ти население кое што не сака да биде дел од твојата земја, е иридентистичко, сепаратистичко, анархистичко, тоа е секогаш проблематично. Затоа најмногу се стравуваат Бугарија и Србија. Да. Бугарија и Грција. Да. Бидејќи ако земат дел од Македонија, Вардарска, Да. тука во Вардарска Македонија сите се, ајде да не кажам сите, но еден добар процент од македонци, преку 80% се антибугарски настроени. Да. Тие не можат да смислат. Дел од македонците се и антигрчки настроени. Да. Може би Битола, но сепак нема да биде радо со големо задоволство да биде поделени од Македонија да станат дел од Грција. Да. Сепак живееле во еден друг менталитет, комунистичко југословенски. Така да многу тешко некој би се одвоил од Македонија, некој дел од Вардарска Македонија и би се припол на Бугарија или на Грција. Така да, затоа реков, Да. нема тука зашто да дискутираме. Да. Вардарска Македонија е српски дел. Да. Од 913 па до денеска. Да. И со тој дел располага и денеска Србија. Да. Сум пишувал, сум зборувал бајаги години наназад, дека ова сакам да го кажам пред малку, излезе една карта на ЦИА пред скоро 10 години. Во која? Тогаш уште Македонија имаше шанса да тогаш беше понудено да влезе во НАТО од американците, она кој се случи во Букурешт, Таму стои многу јасно дека Косово ќе ги добие Прешевска долина. 2009 е прогноза на ЦИА. Што ќе се случи? Македонија беше целовита. И американците цело време се обидуваа, бидејќи тие, не знам дали во некој од емисиите спомена, дека тие пред година ден или колку беше, инсистира да се договориме да го решиме проблемот за името. Не да го смениме името. Тука има една голема разлика. Ваков договор како што постигна Заев. Ако инсистирале американците, ако навистина било американска идеја, ќе го направил Глигоров. Уште тогаш, кога е договарано името бивша Југословенска република Македонија. Зошто? Но, тие сметале дека ќе осозрее македонската национална свест. Запад сметал така. И дал шанса да се даде простор Македонија да засврсте, да се ослободи од српското влијание и да си ја брани својата сувереност, да ја брани националната држава. Но никој тоа не сакал за сите години од денот кога првпат е променето име, никој од власта, од тие власти, луѓе кои беа на власт, не покренаа иницијатива да се раскине времената спогодба, не покрена иницијатива да се врати името Македонија во Обединените нации,
Никој. Сите преговара за И нонстоп не убедува дека не, името не е променето, тоа е само одредница, тоа е само придавка, па одредница, Како па не е- име е одредница, па тоа е само друг збор за име. И сега, што да очекуваме од американците? И од Запад. Ти даваат шанса 25 години да направиш нешто. Да направиш држава. Да покажеш дека таа држава веќе функционира судски систем, судејќи ги хашките случаеви. Да спроведеш лустрација, да покажеш дека раскинуваш со комунизмот. Да побараш раскинување на времената спогодба според она како го направила Литванија, Латва. Да. И тоа го дават во параграф 2, и го 26, нудат 27. 26 го дават на Уставниот суд. Да. И ти не правиш ништо. И сега тие не може да бидејќи договорот меѓу Србија и Косово е исто така не може да трпи повеќе одлагање. Да. Бидејќи секој нареден ден се потешко е договорењето и веќе и Република Босна е веќе пред врие и там. Значи, сите обиди да се стави под тепих вистинското решение кое требаше да се направи 91, 92 или 93 или 95, која сакаш земја тие години. Значи, најдобро ќе беше да се направи решение пред да почне војната на простор на Југославија. Или да се направи решение кога заврши војната во Југославија, 95. Никој. Европа мислеше дека може да ги реши така работите, половично. Дека ќе има нивни, како што имаше таму нивни човек во Босна, кој ќе биде... Нема решение такво. Без оставање работи под тепих сокриени, тие кога тогаш ќе излезат надвор. И сега веќе Босна е сериозно здрмана. Сега Европа мора да направи брзо решение. И веќе излегуваат дека Србија дава согласност. Океј, малку ме претече малку. Добро, ајде повели. Се најуваат еве, значи, решенија за косовскиот проблем. Деновиве дојде едно интервју на Дорис Пак, која што вели дека ете ако се случи промена на границите и да дојде до, како беше, до голема Србија, значи мора да дојде и до голема Албанија. Вчера дојде вест од вестник на албански јазик, Ботасо. Тоа е новинска агенција на Косово, Ботасо. И во текстот се дава еден, се зборува за предлог на како треба да изгледаат границите. Ја сакав, извини, ќе те прекинам само секунда. Ова сега што оди е прво, тоа беше последниот збор кој сака да го кажам преска, дека Србија дава согласност за промена на границите. Добро сега И баш за тоа. затоа идат овие текстови сега. Тоа е Да. пред да почне двата текста да излезат. Да. Согласноста за промена на границите кај Србија доаѓа уште од оној Дачич. Сега, најново е ова. Добро, сега, Да. ако веќе зборуваме за тоа, тоа е веќе 2018. 2018, еве го Да. прилика датумот е некаде во август, кога тој го даде која даде славната негова изјава дека ќе игра мечката. Да. Штом сте вие македонци сте се сложиле за признавање, да го признаете Косово, еве сега ќе и вие сте на маса и вас ќе ве сечеме. Значи дојде некој текст првин дека Тачи ги бара Прешево, Бојановаc и Медвеѓа и овој текст од Ботасот едноставно
сега да не навлегуваме премногу во детали тука, меѓутоа отприлика вели дека Србија ќе добие колку ќе дое тоа, дали едва е 1/10 од Косово, најсеверно-источниот дел. А ја добива Митровица. Ни Митровица нема да ја добие. Да. Значи, она што беше демек најголемата Не ја добива ни Нема гази води хидроелектраната која е струјата ќе добива само 25% од струјата. Мислам, Србија не добива ништо. да, она другата Топча, Трепча, исто така значи термоелектраните и езерата ќе паднат под меѓународна управа, меѓутоа повеќето од Косово паѓа под албанска управа. Митровица треба да падне под некаква, да биде неутрална зона. И сега, што е најопасното тука? да. Територии надвор од Косово. Зборуваме за територија која што ќе оди некаде од Пелинце на македонската страна, грубо сега да до Бујановац. Ќе остане Клинике, знаат луѓе во кај е клинике, знаат тоа се веќе го поминува автопатот. Да. Значи, поминува на источ... Автопатот припаѓа во би припаѓал во Косово, Во во Косово. албанската страна. И автопатот овој Скопје-Белград. Скопје-Белград, да. Овој план предвидува градење на нов автопат. Да, да. Значи, не знам сега каде би го граделе таму. Па Прокопчински, тој дел Од тука другата некаде. Сега, значи, Србија според овој предлог за кој што се барем текстот дава таков впечаток дека е Знаеш зашто е таков текстот? Веќе албанците го изнесуваат овој дел од договорот. Нив не ги интересира понатака. да, меѓутоа мојот ми е делува дека е мошне финално веќе договорено е, прифатени се договорено. Затоа зборам јас, овој тие зборуваат што ќе добијат тие. Да. И Сега. Србите се поставуваат себе си како, односно Србија се поставува како јужнословенски Пиедимонт. да, Србите се поставуваат себе си од секогаш, не од денес, како некој народ кој што треба да ги води сите нивни браќа со говорна мана. да. Тие ќе останат ли рамнодушни сега со ваква една поделба, значи да изгубат не само Косово кое што тие го земаат како некаков си центар на српската култура? Али ете го изгубиле во војна со НАТО, со Да, сето ти заради мир во прифаќаат да го изгубат Косово. Добро, Косово Мислам, губат дел од територијата, накнаден дел кој што не го тоа Косово. веќе И сега, значи, тие од 91 на нааму ги изгубија Словенија, па Македонија, па Хрватска, па Босна, па на крај Црна Гора и Косово. Значи, целата нивна империја ја изгубија. Сега ќе треба мислиш дека ќе останат рамнодушни на себе? Нема шанс. Мислам дека затоа реков другиот дел од договорот Ботасо не сакале да го презентираат. Нив не ги интересира. Но Србија нема да дозволи да го изгуби делот на Прешевска долина ако не добие некоја сериозна компензација за тоа. Дел, значи тоа значи Босна, Српска, Република Српска, да биде дел од Србија. И јас И сега Република Српска таа не е баш не е баш споена со Србија, не е како на пример што е еве да кажеме Косово како што е сосема споено со Србија. Република Српска е некако расфрлана, меѓутоа меѓу Република Српска и српската територија има еден коридор што е дел од тоа Босанско-Хрватската федерација. мислам дека таму кај Бјелина имаат влез е спојот и Дрина ги двои Србија и Како е. Значи имаме Србија, Санџак,
повторно ова ќе биде српска територија, наверно. Република Република Српска. Значи има Тука не е пролаз некој. не, ова е граница. Граница. Не знам сега, не знам Значи, точно. значи тука ќе се јави проблем, ќе мора да се бара коридор да се Е, поврзе. па види, Брчко, затоа е... Тоа е... Брчко е тој коридор кој е дистрикт и кој не спаѓа никаде. Аха, тоа е како тоа, како што сакаат да прават со Косовска Митровица. Да, не спаѓа никаде и сега сигурно во оваа поделба тој ќе биде, затоа ќе добијат Хрватите нешто. Тоа се веќе детали кои, но затоа е сочуван Брчко како такво. Сега би полека се сеќавам на Брчко е сочувано затоа, бидејќи таа е врската помеѓу Република Српска и Србија. И сега, од распадот на Југославија па нааму, во Македонија преувладува на културно ниво српскиот шунт. Да. Турбофолкот, Да. српските серии, телевизија Белград, барем во овие северните предели каде што живеевме ние, имаше се уште пристап до Исто и телевизија Струмица, Белград. исто е... радио. Знаете, тоа цела Македонија е така, нема да... Кога се отцепи Македонија, Македонија се отцепи, беше единствената република која што се отцепи без војна. Тоа е нешто што мене секогаш ми остана сомнително, затоа што границите се менуваат со војна. Македонија остана се отцепи без војна. Потоа, наместо да се случи некаков си екзодус на срби, на југословени, на србомани од Македонија, ние впрочем добивме доселување во Македонија на голем број такви луѓе. Најзначајни меѓу нив беа овие политичарите како Киро Глигоров. И друго нешто, сите војни лица, грот од војните лица од српска националност, останаа во Македонија. Така да, мислам да кратиме малку од времето да добиваме, да не водиме многу пошироко. Јас сум убеден дека Европа сега нема да ја прави грешката и Запад. И сега да го остават, да го решат проблемот помеѓу Србија и Косово, да го решат проблемот во Босна, а да остават Македонија нерешена. Да го остават македонско-албанското прашање нерешено во Македонија. Така да, затоа Дорис Пак е многу ја кажува вистината. Таа не е случаен политичар. Таа не е случаен човек. Таа не е јас. Па да, ете така, таа има информации врз кој го гради тој, таа не е на изјава. Тоа не е случајно. Бидејќи за 10 години, дали толку, во Македонија ќе има повторно проблеми. И тоа ќе има сериозни проблеми. Ќе има... Тогаш може да се случи сите овие што се направени сега се прават граници, тогаш да се поништуваат. Да има една војна општа помеѓу христијанското население, значи и муслиманите. Затоа Европа нема да го дозволи тоа. И што мислиш дека ќе прави? Се знае што ќе прави. Ќе го реши проблемот во Македонија, ќе ја направи поделбата. Сега, дали ќе оди со идејата, она што е, да се формира повторно една заедница на бившите југословенски републики, во една... Сега имаат ново некој има Јужни Јадран, така некако, не знам, не го видов убаво. Но тоа е таа Југославија. Ќе се направи сега меѓу Србија и Црна Гора, и Србија и Косово некаков си прелиминарен договор. Но како ги решат за тоа сега, можеби како ќе го решат проблемот во Македонија, во Црна Гора и во Босна?
А во Црна Гора може ли на кратко да обясниш што е? Па и таму има проблем. Таму е сега судирот помеѓу просрпските црногорци и црногорците на Мило Ѓукановиќ. Сега Мило Ѓукановиќ кој беше преголем србин до вчера и тој туркаше српска политика, за да не биде осуден во бари, за обвинението за шверц на цигари, него можеше единствено да го спаси да има имунитет како председател на држава. Бидејќи Црна Гора како членка на Федерацијата Србија Црна Гора не му гарантираше имунитет, Мило за тоа преку ноќ направи самостојна Црна Гора. И тоа е вистината. Значи, во Црна Гора сега е работата игра на раб. Еве сега му има излекуваат за Ѓукановиќ големи афери финансиски, големи плячки. Еден од неговите најблиски соработници, Дуško Кнежевиќ, сакал да му го одземат имотот и тој неговата банка е под стечај, делел пари. И тој избеган во Лондон и од Лондон отвара документи за Ѓукановиќ. И првпат излегува афера како дава пари на партијата на Ѓукановиќ. Кеш дава 100.000, тој вели дека се 95.000 долари во ковертата. Тој што ги зимал парите вика не 47.000 евра беа. Значи 50.000 евра. Ги залга за себе човекот, па сепак треба да се го напати, бидејќи се смеја таму тие што ја расправаа случката со јавниот обвинител, со Катица Јанева Црногорска беа на дебата во студиото и вика како лесно ја стави вика ковертата во джеп, вика внатре. Тоа вика значи многу пати го правил тоа, пред тоа од истиот човек земал пари. И тоа е она на Љубе Бошковски што велеше дека му е наместено да земе пари. Па не се земат пари така лесно од непознат човек. Нема ти наместно да земаш пари ако не си земал пред тоа од тој човек пари. И Црна Гора и сега и тука албанциве играат на карта. Не само албанциве, тука има и доста и муслиманско население. Видите, тука е Санџак. Тоа значи како босански муслимани. Да, да. И сега тука се чека ако менувањето на границата, ако се договорат србите и само да се менува што не да се промени Република Српска и Прешевска долина, не верувам дека со тоа ќе бидат задоволни србите. Веќе повторно губат многу. Да. Црна Гора не може да ја вратат ако останат на тоа. Македонија се свесни дека ако остане Македонија во оваа форма, албанците ќе го одземат и цело Куманово, цело Скопје. Ќе го прошират линијата на поделба на остаток на Македонија, оно што би останал после некоја година, после 7-8 години во Србија, би останале можеби само кој знае колку, скоро ништо. Да. И затоа јас велам дај Боже во што го говорам да не е така. Но за жал сето она што го говориш веќе 30 години ден по ден се потврдува. Сега ајде да одиме кон крајот. Еве денес размислувајќи на оваа тема ми дојде една жална мисла. Ги зборуваме овие работи толку години и се чини дека никому не му преза тоа, никој не ги зима овие работи како вистински закани, како вистинска трагедија, можноста да повторно Македонија падне во некаква Југословенска федерација. Па дали тоа значи дека навистина и никому не би му пречело да се вратиме во Југославија? Па, ако ја погледнеме реалноста, така е. Сега, ајде да погледнеме малку
оптимистички на работава и да кажеме дека сепак има некаков дух во Македонија да опстане државата. Се следуваат председателските избори. Дали еве Филип Петровски одржа еден многу патриотски говор кој што конкретно предлага некои точки. ВМРО ДПМН избра свој кандидат господја Силјановска, да. од која што побаравме интервју. За моментално сме одбиени, меѓутоа можеби ќе се промени ситуацијата. Трета страна вели бойкот. Ние велиме дека треба да се бойкотираат изборите. Која е сега, еве, ВМРО кандидатот на ДПМН го изберат? Или, еве, патриотот голем Филип Петровски, што ќе направат? Кого и да изберат, ништо не може да направат. Тоа е проблемот. Ништо, буквално ништо. Председателот нема институција која го штити председателот да му ги штити неговите уставни овластувања. Не постои институција. Ако постоеше институција, не смееше тајда да потпише закон за јазници, не смееше да го потпише објавувањето на преспанскиот договор во службен вестник. Сега се правиме при ум се правиме будали. Го гледаме дека председателот нема никаква реална моќ. Што ако било кого да изберат, исто ќе биде. Затоа ќе повторно, не знам по кој пат. Председателските избори мора да се бойкотираат. Но бойкотот на председателски избори мора да биде дополнет со повлекување, со поднесување на оставки на пратениците од ВМРО ДПМН во собранието. Со оставки на тие градоначалника што ги има ВМРО во општините. Со оставки на сите советници што ги има ВМРО ДПМН со коалицијата, што ги има, мислам, Јанко Бачев има неколку негови советника, да поднесат оставки на функциите, да се парализира системот и да се бараат заеднички избори, председателски и парламентарни, кои ќе бидат според пржинскиот модел. Значи, 100 дена пред изборите, именувана пржинска влада, како што беше техничка влада, во која опозицијата ќе заземе неколку битни министерски места, ќе ги води, во неколку министерски места ќе има заменици, заменик на министр, заменик на министр, како да го кажеме. Тоа е само спасот, бидејќи ако се дозволи сега да поминат избориве, без небитно кој ќе победи, дали ќе победи Силјановска, дали Филип, дали кандидатот на власта. Се е исто. Но има... Дозволи само да завршим. Ова е... Што ќе се случи? Значи, Заев ќе добие да имаме веќе легитимитет. Да, тоа ми беше мислата. За нас гласат луѓето. Какви не доаѓаат во предвремени избори. Ние во тоа време, ако не дојде до промена во Европска унија, да дојдат десните партии на сега на изборите во Европа, во Европарламентот, ако не се промени структурата на Европарламент, нема да има проблем Македонија, Северна Македонија да биде примена во НАТО. Нема да има проблем да добие датум за преговори. И да му изби на Заев 2 години мандат. Зар мисли Мицковски дека ќе го сруши Заев после 2 години? После датум за преговори со ЕУ, после отворањето на некои фондови и доаѓање на некои пари. Не е битно дека се и 30 милиони. Тие ќе направат дека се тоа 30 милиарди. Дека ете, што значи, почнавме да преговараме со ЕУ, почнува да легуваат пари. Значи, леб без мотика. Да. Тоа е она што го сака македонците. Да. И кого ќе убедува Мицковски дека ова му е исправен потек?
Или прв пат ќе проговорам и Јанко Бачев. Да. Каде не водат со ова? Наместо да застанат, зошто беа протестите на Јанко Бачев толку години, толку време? Да. Што ќе промени неговиот председател? Ништо. Не излекува поука од изборот на Бранко Црвенковски, кога Груевски му обезбеди консензус за да стане председател. Тоа ќе го направат и Мицковски и Бачев ако одат на избори, на председателски избори. Да обезбедат само консензус на кандидатот на Цензус. цензус, да. Се извинувам. Да обезбедат цензус за избор на кандидатот на СДС ДУИ. Кој да биде? Дали ќе биде Албанец, дали ќе биде некој од СДС, нема врска. Магаре да стават, магаре ќе изберат. Ќе ги полнат кутиите, нема контрола. Изборите ги спроведува оние што го спроведува референдумот. Па видовме како беше референдумот. Значи, да не бидам... Значи ти не се согласуваш еве со Бил Николов кој повторно се јавува во медиумите. Експрес МК дава негова изјава во која што вели до ВМРО единствен став со спорот за името што треба да го имате е нема да го смениме и нема да преговараме за нашето име. Очигледно господинот Николов спие под некоја карпа. Името веќе е сменето. Тој зборува уште за преговори. Ама, види, без да се освои парламентарно мнозинство, да се освои власта во парламентот, името ќе остане сменето. И ти си прав кога викаш дека спие во длапок зимски сон. Тој некаде е, може би 95-та, 96-та, тука некаде е со размислувањето. Тука е проблемот. Да, значи техничките решенија се овие да се направи бојкот кој што ќе покаже дека македонскиот народ веќе не сака да учествува во ваква држава. И на тој начин ќе му даде потпора и дополнителен легитимитет на референдумот, ќе го одземе легитимитетот на власта. На власта, јасно. Сега, тоа е значи техничката страна. Душевната страна, духовната страна е излегување од оваа фаза, од овој сон дека некој друг ќе ги реши нашите проблеми. Да. Дека Точно. Дека со животот ќе донесе мед и млеко, дека едноставно дека можеме да крстиме раце и да се надеваме дека ќе дојде дали Путин, дали Трамп, дали не знам кој Наполеон и ќе не спасат и ќе не ослободат. Да. Сега, ќе завршам со ова. Имало во Македонија дух борбен. Значи, и покрај тоа што ние потекнуваме од словенски племиња кои што биле, како да кажам, рамнодушни и уилни, на кои не им било гајле кој ќе им биде господар. И покрај тој менталитет, некако во средината на 19. век се раѓа еден дух на слободарство и на самодостоинство во Македонија. Да. Тој дух трае се до кај средината на 20. век, кога нашите така наречени браќа Срби под плаштот на комунизмот успеваат да го разбијат комплетно македонскиот дух. Мислам дека клучната промена која што се случува кај македонците покрај одвојувањето од црквата е раселувањето на народот од селото во градот. И сега правиш еден зависен народ од државата и што е уште полошо, му ја уништуваш работната навика. Ти земаш еден народ кој што бил трудолюбив, кој што едноставно морал да живее со земјата, сега му викаш, не ќе живееш ти од социјална помош, ќе живееш од плата во фабрика кај што нема да работиш. Да. И денеска за тоа постојано се лажеме, добро, ќе дојде овој, ќе дојде оној, Циле ќе даде милиарда, ќе даде. Значи, мора
да бараме начини на кои што ќе си го повратиме тој трудолюбив дух и тој слободарски дух на самодостоинство. Како ќе дојдеме до тоа? Мора да дојдеме преку прифаќање на вистината, преку барање на вистината, преку осознавање на вистината и тоа значи преку прифаќање на вистинското христијанство, не на празноверието, не на суеверието, не на фрлање на магии и на клетви, туку на осознавање на суштината дека животот е тежок и дека само со мака се постигнуваат резултати. Да. Ви благодариме за вниманието. Доколку ви се допаѓа содржинава, ве молиме да ја ширите и да ја распространувате, затоа што доаѓаат последните денови на македонската државност, доколку не направиме нешто, некаква сериозна промена првим во самите себе си, а потоа и во државата. Ви благодариме на вниманието. Се надеваме дека ќе останете со нас во нашата потрага по вистината, затоа што само вистината ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање. Кој душман ке влезе, жив нема да излезе, Македонијо, ти го ставаш гром.